Огромна штета направи вчера доцна попладне пожарот во Карвинци. 300 хектари различни земјоделски култури се уништени во големиот пламен кој најпрво се појавил на периферијата од село Карвинци. Пожарот настанува почнува тука, од спој на жиците горе и паѓа доле. Експлозија, директно жиците, експлозија и директно пале си и запале се во директно ветерот помага и од тука почнува целиот старт. И од тука почнува целото натака од директно од тука. Пожарниот аларм во истиот момент ги повикал сите жители, но високите температури, ветрот и посевите од житни култури не дадоа шанса катастрофата да се избегне. Оѓен одеше према Кочини тај правец, право. До Аргличката река дојде, после ветерот заврте северов на Арглиц. Ја беше таму, ја со пожарникарите јас беше таму. Јас беше со трактори, со плугови, мржаве. Што прави? Угушите тоа, не можеш да влезеш во тај тунел на дим, на чур. Па на крај дојдеме ние да го спасеме селото, само оноа што ќе биде веќе. Не можеш ние да спасеме житото. Еден од поголемите пожари во атерот на селото на село Карвинци. Дојавата од граѓани за настан пожари негде пред 17 часот. Веднаш од базата излегавме со 4 возила и 12 пожарникара. Активно се боревме со пожарот заедно со местното население и негде околу 21 часот пожарот е потpuno изгасен. И покрај максималните напори на штипските пожарникари, пожарот не престанал да се шири и била повикана дополнителна помош. Во текот на вчерашниот ден имавме дојава за пожар во општина Карвинци, Штипско, каде што беше побарана наша помош од страна на командорот Тони. Испративме едно возило теренско со 20 пожарникари кои интервенираа на тамошниот дел. Епилогот од пожарот жителите го констатираа дури утринава. За мене 3 хектара жито. И дрва, па да не зборам, дрва што се уништено. Ја имаше 400 бали слама. И овде прво жито, гледам житото, да го спасам житото. И житото после оѓено кога фана ветерот и слама и жито се. Без оглед на деталите, веќе е јасно дека станува збор за штета од досега невидени размери во оваа општина, а голем број семејства може да планираат долгорочни проблеми. Значи, у просек на секој семејство има најмалку 5 декара изгорено. Од Арговица? Па да, сега да речеме на некој фанал кој се јал има. Знам на неколку луѓе што има под 10-15 декара и 20-30 декара. Паралелно на очајот, општинските комисии за проценка на штети работеат цел ден за истите да бидат утврдени. Личните проценки се дека е зафатена површина од околу 300 хектари во атерите на селата Карвинци, Арголица и Козјак. Говориме за тотално уништени 300 хектари. Од што? Да, претежно житарици, има и пролетни култури. Устни пријави има добиено, а писмени се уште нема. Можеме ли да кажеме дека има над 50 или 100 устни пријави за штети? Да, има повеќе од 50 устни пријави за штети. Кога најрано оштетените семејства и фирми може да очекуваат компензација од пожарот. Дополнително направивме анкетни листове за пријавување на штета и оставивме еден разумен рок од 10 дена кај што сета оваа штета кој што начелно првично ја гледаме од огромни размери, секој корисник да може да ја пријави штетата. Огромните штети не само од материјална природа. Овој дел од општината Карвинци го доведе во многу лоша состојба. Но реално, прашање е дали помошта од нив ќе стигне на време. Во сите вакви случаи земјоделците на крајот остануваат незадоволни, бидејќи висината на компензираните штети сепак е само 15%. Во меѓувреме, ветрот уште еднаш покажа дека не е сојузник на мештаните и пожарникарите. Ова што во овој момент ви го покажуваме е потврда за тоа. Повторно се расплантува, повторно жар, кој што може да биде повторно жариште за избавнување, реизбавнување или обнова на пожарот. Сепак, тука се екипите кои што не би го дозволиле тоа.